Лидерот на ДУИ Али Ахмети по изборите на 11 декември ја пикира премиерската фотелја. Извори од партијата за Дневник тврдат дека ова е крајната цел на интегративците, доколку на предвремените парламентарни избори ВМРО ДПМН и СДСМ не успеат да состават влада. За изборите на 11 декември политичките партии од албанскиот блок ДУИ и ДПА излегуваат со кадровски позиции кои ќе ги стават на маса пред македонските партнери и пред денот на гласањето, односно пред да се знаат победниците на изборите. Ахмети освен премиерската фотелја ги пикира и економските ресори, додека лидерот на ДПА Мендух Тачи се мести за вице-премиер во новата влада со право на вето. Од ДУИ велат дека остануваат на позицијата дека на една од трите највисоки државни функции, премиер, председател на собрание и шеф на државата, треба да биде албанец. Наша цел е премиер на Македонија да биде Али Ахмети. Ова не е невозможно. Без оглед дали на изборите ќе победи ВМРО ДПМН или СДСМ, можно е мандатарот да не успее да создаде влада. Без ДУИ, односно без прифаќање на нашата платформа, ниту една македонска партија која ќе победи на изборите не ќе може да создаде влада. Во таков случај шефот на државата, мандатот за новата влада ќе треба да му го даде на Ахмети, односно на ДУИ, како трета партија според освоениот број на гласови на изборите. Велат од ДУИ, идејата да се здружат СДСМ и албанските партии и албанец да биде премиер за по секоја цена да сурне ВМРО ДПМН од власт не е нова. Уште пред неколку години ја промовираше професорот Љубомир Фрчковски, кој беше и кандидат за председател на државата од СДСМ. Тоа значи дека албанец би дошол на премиерското место циклусно на 2 години. Што со тоа? Не може да биде албанец премиер. Тоа забрането е. Една од варијантите што последните денови се промовираат меѓу членството на СДСМ е и дека по изборите ќе се формира така наречена широка коалиција. За лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, ова е само обид на опозицијата да ја задржи мобилноста на членството, кое полека запаѓа во депресија со оглед на очекуваниот пораст на изборите. Го убедуваат сега нивното членство дека ќе изгубат само малку и дека ќе станат дел од широка коалиција. Додека се борат да ја спречат депресијата во која запаѓа нивното членство и гласачи, сакам да им порачам од тука откочени дека разликата нема да биде мала, туку ќе биде огромна. Дека ВМРО и коалицијата ќе победи со така голема разлика, што ќе им биде непријатно. На памет нема да им падне да бараат да влегуваат во широка коалиција. Од ДУИ додаваа дека доколку Груевски или Заев ја добие премиерската функција, тогаш остануваат на позицијата тие да ја добијат функцијата председател на собранието, а кадар на ДУИ да биде министер за внатрешни работи или директор на управата за безбедност и контраразузнавање, а во престојниот мандат ДУИ ќе инсистира да раководи со економските сектори, вклучително и Министерството за финансии.